Почнуваме со дебатниот дел, како што најавивме, Маријан Ристевски од Конфедерација на синдикални организации на Македонија. Господин Ристевски, добро дојдовте во студио 10. Добро ве најдов. Активни сте синдикатите вие во последно време, како што кажав пред малку и во најавата. Вчера имавме еден општ протест во цела Македонија каде излегува здравствени синдикати, повеќе да протестираат за состојбата во здравството. Вие не бевте вклучени конкретно во вчерашниот протест, но бевте вклучени претходно, бевте доста активни. Отприлика колку што може да видам барањата се исти, слични ако не исти, ми се чини. Па да, барањата се тие. Меѓутоа, како што кажавте вие, јас сум горд што нашиот синдикат што е во состав за здравство, што е состав на Конфедерацијата, кај што е господинот Воби Бојчевски, мора да признаеме сите веќе тоа е јавна тајна дека ние го раздрмавме синдикалното движење во Македонија, не само во здравството и во другите сектори, меѓутоа поготово во здравството со последните наши настапи, здравствените работници го кренаа гласот и убаво е што овие така наречени репрезентативни синдикати се вклучија, меѓутоа они се вклучија многу доцна. Замислете, они се репрезентативни се представуваат, значи имале мандат целосно во прошлиот период да преговараат за минимална плата, да сменат колективен договор, анекс да пропишат, дело на договор. Ние кога почнавме таму да гледаме со што се соочуваат здравствените работници, верувајте, стварно се за жалење и ние во рамките нашите можности, да не се повторувам, успеавме да го раздвижиме синдикалното движење во цела Македонија, а за сега поготово за здравството, бидејќи она што го видовме, овие синдикати имале легитимитет и долг период назад години да го решат. Не го решиле. Замислете, таму има вработени медицински сестри со дело на договор. Дело на договор во едно предпријатие се подразбира дека може да склучи работодавачот дело на договор, меѓутоа не смее да биде тоа склучување со одреден работник кај што е основна дејност здравството. Не сме, значи, да се направи дело на договор со медицинска сестра, со лаборант, со доктор. Може договор на дело да се употреби некоја професија што е потребно моментално во здравството да заврши и да се отиде. Значи овдека имаме класична злоупотреба. Договор на дело се злоупотребувало, се склучувало со здравствени работници повеќе од 10 години. И ние тоа почнавме да го актуализираме и се надевам дека одма после избора на новата влада и ние ќе бидеме вклучени. Ние до сега сме имали разговори, можеби не со министрот, со одредени заменици, со кабинетот, со директори сме имали состаноци и се надевам дека ќе се најде заеднички јазик. Да не се повторувам, овие така наречени репрезентативни синдикати имаа период и работниците препознаа дека ние сме автентични во нашето синдикално делување, добиваме масовна поддршка и кога видоа дека веќе не се така лагодни на своите позиции со работниците, почнаа масовно да се запишуваат кај нас и го кренаа гласот. Убаво е, еве јас додека за разлика од нив, ние стално им праќаме понуда да настапиме заеднички, ние нема што да се плашиме, за нас не е битно кој ќе ја заврши работата, важно да им излеземе во пресед на работниците да завршиме. За разлика од нас, од нив никој пат не добиваме ние покана да учествуваме заеднички. Тоа, која е причината, може само да предпоставиме, може и да ги прашате во прва прилика кога ќе гостуваат кај вас. Да, ќе продолжиме уште едно прашање, но еве кога веќе зборувате во тој контекст во поглед на синдикалната борба, оддамна е таа синдикална слика во Македонија разедината. Многу синдикати, многу подсиндикати, некои синдикати кои немаат па и многу членови, но настапуваат така натаму. А знаеме дека доколку синдикатите се обединети, дека тогаш нивниот глас би бил многу посилен пред владата и но пред другите фактори. Така е, потполно се во право, значи јас истото тоа го говорам. Еве сега ќе се обидеме за 1 мај. Еве јас јавно кажувам, за 1 мај ние како Конфедерација веќе имаме побарана средба со господинот председател на ССМ со Слободан и еве кажувам дека ние ќе се вклучиме они што ќе го зацртаат како програма за 1 мај, ние еве се нудиме од каде ќе тргнат, што ќе ги повикаме нашите членови, нема да правиме паралелен протест, све во интерес на работниците и еве, значи наша добра волја еве подадена рака на сите синдикати, ние еве јавно кажувам, значи пред цела македонска јавност, разговара со председателството со синдикати што се во нашата конфедерација и начелно имаме
разбирање, донесено да кажам одлука дека оваа година нема да правиме паралелен протест, ќе се вклучиме во протестот што бидејќи веќе го најави Сојузот на синдикати на Македонија првомајски протест. Сега ќе биде малце, значи ако ние правиме паралелен протест, тогаш самиот ќе се демантирам. Дека сакаме единство, а ние правиме паралелен. Затоа ние ќе се приклучиме на протестот што го организира Сојузот на синдикати на Македонија за 1 мај. Но за да биде така, вие треба сепак да бидете поканети, ми се чини. Не можете да само иницијативно да се приклучите кон нивниот протест. Мислам не можете. Можете нормално, но нема да биде тоа формализирано на некој начин. Се надевам дека и од другата страна, како што кажав, начелно имав некој разговор со председателот, сега он треба да разговара со неговото председателство. Јас му кажав дека ние веќе имаме донесена одлука и се надевам во периодот што следува овие денови ќе добиеме повратна информација дали се согласува да настапиме заеднички. Ајде да видиме. Уште едно за здравствените работници, освен прашањето кое е поврзано со платите, минималните плати, порамнувањето на платите во однос на минималната плата, нешто што ги тангира работниците и во другите сектори, таму го имаме оној специфичен случај за кој вие зборувавте за луѓето кои работат со години па и со децении без договори, мислам без договори на неопределено време, туку на договори со дело и некои други форми. Ми се чини дека како владата да покажа слух за тоа прашање, нели донесува и план како тоа ќе го решат, но дека изборите некако го прекина и тие луѓе сепак останаа вака под истата форма. Да, како што кажав и претходно, значи тој проблем са да не биде фалба, ние го видовме дека тоа е стварно алармантно, како што кажав, тоа е веќе и кривишно дело може да се каже дека е дело на договор не може да се склучува со здравствен работник. Тоа е прекршок. Беат видели нешто така нешто. И сега они наводно сака да го решат, како што кажав, доколку овие репрезентативни синдикати наназад побарале таков го актуализирале овој проблем, значи еве се имало волја од владата да го реши, меѓутоа немало соодветен притисок. Кога ние уочивме дека овој проблем е решлив, не може вака да биде здравствен работник, гледате имаше по 10 на нашите протести доаѓа и медицински сестри, и рентген техничари, и дури и доктори со дело на договор, имаше некои од медицинските сестри што работат 12 години. Тоа е недопустливо. И после луѓето напуштале и чекаме да не лечат кога некој ќе има потреба од здравството. Се надевам дека новата влада за ова веќе, бидејќи е проблемот актуализиран, веќе во првите 100 дена да не кажам дека ќе се реши, меѓутоа тоа е поврзано со законот за работни односи и таму треба да се делува. 6 години наназад го преговараме, никако да се донеси. Сега ќе го донесеме секоја година во февруар се прави план за социјално-економскиот совет кога разговараме таму. Секоја година е ставен законот за работа дека ќе биде донесен оваа година до октомври, до ноември. Тоа веќе 6 години и не успеавме за жал да го донесеме. Се надевам дека сега, да не кажам уште во првите денови на новата влада, мора тоа да се донесе. Што е проблемот со законот за работни односи? Кои работи таму се ургентни, да речеме да се усогласат, да се сменат, да се дополнат? Што е таму конкретниот проблем? Па еден од главните проблеми очигледно владата има притисоци од капиталот, од работодавачите. Они не сакаат најверојатно да ова со дело на договор времените вработувања да ние како што бараме 6 месеци до максимум година дена, они за да вршат притисок за да можат да манипулираат, да можат со работниците да ги носат од едно место на друго. Ете поголем дел да кажам се реши со јубилејните награди, колективниот договор. Има во закон за работни односи, гледате, они кога сакаат со експресно со европско знамеци направија измени за работа во недела, дека таму ние утврдивме кој може да работи во недела, меѓутоа со одредени законски измени без учество на синдикатите во социјалниот економски совет направи владата промена, исто направи промена за работното време, што може ради Бехтел и Енка да работат работниците повеќе од 40 сата неделно. Има таму и други да се дефинира, знаете што ние како синдикати, бидејќи сајве очигледно има проблеми, мора во законот да се дефинира поготово делот кај што е за синдикати. Имаме синдикати кои што, замислете, апсурд е, не дозволуваат одредени нивни членови да отстапат од тој синдикат, да се запишат во друг синдикат, имале ставено во статутот 3 години. 3 години, 5 години, да вие ако сте член во некој синдикат и сакате да отстапите, не можете 3 години мора да чекате. Или да потпишат колективни договори само да важат за одредени синдикати. Мислам, мора тоа да се постави како рамка, да се знае што е синдикат, што е член на синдикат. Имаме ние ситуации, сведоци сме политички партии, избори, одма после избори, кај што ги гласал народот, менуваат политички бои одат во една во друга партија, работник да не може да помини. Значи има повеќе прашања
не се тие многу членови, меѓутоа ако се има добра волја, се надам овој пат владата ќе мора малце да се заложи за законот за работни односи, веќе ќе имаат бенефиците доколку донесеме сите заеднички тој. Значи како што ви кажав, има повеќе забелешки во законот за работни односи. Да, ќе продолжуваме за тие работнички права да зборуваме. Денеска, како што вие ми кажавте, и ден на железничарите. Железницата, и вие самиот сте вработен таму, ја знаете добро состојбата како е. Железницата ми се чини во една неверојатно тешка ситуација, можеби најтешка до сега. Не знам колку имаме ли барем еден воз кој во моментов сообраќа, така како да прочитам дека еден има. Значи, мислам дека и доколку кажеме ниски гранки, дека и тоа е премалку да се каже. Па да, најнапред да им го честитам денешниот празник 9 април, ден на железничарите. 151 година, ако не се лажам, денеска се слави. И како што кажавте, јас работам некој подлог период, повеќе од 30. И после 151 година ние сме веројатно полошо него пред 150 години. Пред 150 можда сме малце подобри, меѓутоа јас кога се запослив, па имам повеќе од 30 години, железница беше стварно еден систем, едно предпријатие кое што делуваше моќно. Имаше возови за меѓународни до Германија, Италија, Франција, за Атина, до Бар. Не знам, верувајте, тоа беше спални коли, кушет коли, патници, нон-стоп на станица Врвулица, илјадници патници дневно поминуваа. Сега, како што кажавте, жална е состојбата, веќе не знам дали може подолу да оди од оваа состојба што се наоѓа денеска македонски железници. Се надевам дека новата влада, ние како синдикат стално апелираме на разговори, сведоци сте за штрајкува за плата, да не кажам секој месец. Ова состојба железничарите денеска што ја доживуваат и железница воопшто, највиновна се сите влади, да кажам. Бидејќи, замислите во Министерството за транспорт нема оддел, или ако има тој уопште не функционира, јас знам дека нема и затоа кажувам нема одделение за железнички сообраќај кој што ќе се грижи, кој што ќе бара, ќе притиска до владата да се определуваат средства. Железница без средства не може да функционира. Тоа е, ние знаеме да кажеме, железничарите, тоа е скапа играчка. И железница за да функционира мора владата да заземе убава стратегија. Гледате што се случува, не кажам во европски, дури во околните држави. Еве Србија да ја земе. Прават брзи пруги. Мораме ние да се прилагодиме на тоа, зашто знаете што и самиот систем, самата Европа веќе ќе не притисне, веќе ние остануваме слеп од срево. Не може да функционира коридорите. Но ние, господин Ристевски, за волја на вистината, владата на вистина дава многу средства на железницата, но дава бидејќи е за губар. Значи, големи средства се одвојуваат од буџетот, но тоа е само за да се исплатат плати кои доцнат, да се одржи во живот, но се чини дека таму е потребна стратегија за претпријатието да стане самоодржливо. Тоа би требало да биде целта, нели? Така е, меѓутоа, како што кажавте, треба да има стратегија. Владата нема стратегија, еве еден податок ќе ви кажам. Последните 5 години на нас може да се сменети 7 директори во двете предпријатија, да не кажам 8. И сега кога ќе дојде некој директор, ја јавно кажувам, оној момент кога почнаа да се носат директори во железница што не се железничари, што не ја познаваат железницата, ние почнавме да стагнираме. Одредена чест на одредени директори тамам ќе свата што е железница, сакаат да направат нешто, меѓутоа сами знаете, една партија ќе излезе, друга ќе влезе и стана железница место да биде една од предпријатието кое сите партии ќе гризат да ја добијат, железница стана меѓу политичките партии за подкусурување. Како лево сметало? Како сметало и кој како ќе дојде, па ајде, еве вие тебе железница, секоја година се менува директор и не може тука да дојде напред. И онака е за губар, да, таму става директор, тој ќе дојде, не знае што е железница, додека научи ќе го сменат, ние само кажуваме, вака веќе не бива и еве како резултат на тоа што викате се сведовме да има воз само за еден за Битола и еден за Гевгелија. Немаме за Кичево, за Кочани, за Куманово, да не кажувам меѓународни. Меѓутоа се надевам дека новата влада, ние како синдикати веќе имавме состанок, нема да оставиме овој пат така, сите сме сложни, да доставиме барање уште првите 100 дена на владата, ќе побараме средба со новиот министер, да кажеме што планира со железница. Зашто се плашам, повторно ќе нема плата, кога ќе дојде со нова влада, плата ние земаме сега со позајмици, колку што имам информации. Да, ни даваат МЕПСО, не знам кој, извршители блокирани, ова мора да се стави крај. Секаде железница државата ја третира меѓу како приоритет, кај нас е ставена на последно место, се надевам дека конечно ќе сватат дека вака не бива. Мора, не може, гледате, секој
доаѓаат само камионски превоз, ги упропастија патиштата. Ако се направи стратегија, може да се направи. Овој превоз ќе оди господа со воз. Ем патиштата, ем еколошки, има многу придобивки. А товарниот превоз барем функционира ли? Тоа барем функционираше од Солун или имаше еден континуитет? Па функционира, меѓутоа знаете, имаше проблем со мостот наш, па грците таму таа сообраќајна не се ќе па они прават одредени ремонти, па Србија ќе прави одредени ремонти. Функционира тоа, ако не е веќе ние ќе бидеме треба клуча да се стави. А гледаме од друга страна дека железницата во светот не само што не е заборавена, туку и станува како едно главно средство за превоз. Таму веќе одамна се имплементираат брзи, ултрабрзи возови, се реновираат железничките пруги, па гледаме и дека една соседна Србија многу инвестира во железницата. Тука некако како да е тоа целосно заборавен превоз, воопшто не се третира. Заборавен е, тоа го говоревме сега. Баш дека е заборавен. Спомнавме Србија, сами гледате брза пруга. Кај нас нема железница, не може самите вработени што да прават. Ние сме спремни, јас им кажувам, дали еден воз ќе помине, ама еден воз вика поминува денеска барате плата. Колегите се на своите работни места. Вие сте должни како менаџерски тим, како влада да обезбедите превоз. Ако дали ќе помине денеска еден воз, дали 100 воза, колегите се на работни места, ќе ги отпремат. Ние сме спремни за работа. Меѓутоа некој треба да обезбеди работа. Не обезбедува, гледате што е. Па само не е само железница, до нас е поштата, гледате катастрофа. Се сеќаме поштата, пакети, какво беше функционирање луѓе. Сега пошта со такви ресурси, со такви зданија, згради, простори, нема загуба е, а како може пошта приватна некоја, да не ги именувам, нашол во некоја зграда 2 сопчиња, милионски добит. Значи некој намерно прави во држава да ја упропасти. Не само железница, пошта, ништо не функционира, за жал, ма се надеваме дека во пошта еве колку што јас се обидов да дојдам до информација и разговарав со некои работени таму, велат да видите проблемот е што тие луѓе што работат и тоа е еден мал број на луѓе, тоа се претежно оние постари вработени и некои други кои се на работни места и тие обслужуваат се. Ако имало, да речеме, за онлайн нарачки пред 10 години, сега има пута 10, пута 20, пута 50. Повеќе, а истите луѓе се. Велат проблемот е со оние што се на список, но нив ги нема на работа. Отприлика, така ми опишуваат пластично ситуацијата во пошта. Се разбира, има и низа на други проблеми, но ова е еден. Па видите, јавна тајна е дека има по предпријатијата луѓе кои што се водат на работни места, дали доаѓаат, дали не сме ние контролори, тука се има шефови, се има одредени структури, за ние треба шпиони да изиграваме меѓу колегите, кај си ти, што си ова, тоа не е наша работа, ние си имаме работни обврски и секој ги извршува. Значи не е проблем да работниците, верувајте. Работниците зашто ако не чини македонскиот работник, граѓаните во Македонија што се работници, ако не ги бива, нема да одат на запад да ги бараат. Гледате сега изјава имаше од претседател на Србија Вучич кажа веќе 2500 македонци за овој период имаат побарано со тоа отворен Балкан да поминат, да ќе работат таму. Значи работниците не се виновни во Македонија, само треба добар менаџерски тим, добри министерства, добра влада, добри раководители, значи треба да се стави раководител што ја познава и пошта, и железница, и здравство, и да не ги бројувам сите функции. Тој која ќе знае структурата како е, која ќе знае која е дејноста на предпријатието и ќе функционира. Меѓутоа тоа ако сега мене да ме ставите било каде е раководител на аеродром. Јас сум видел авиони летаат, меѓутоа тие што се менаџерите и тие што се раководители можат со мене да се игра што сака. Слушај, мора вака да се направи зашто ќе падне авионот, ако не направиме, ја ќе ги слушам, додека сватам што е, отиде возот. Значи мора да се стават раководни луѓе што знаат што е дејноста на предпријатието, како функционира. И ти еден таков, ние на времето сме имале директор од железница, ти не можеш да го лажеш. Дека слушај директоре, а он знае буквално поминали пруги, прагови, шини, возови, товарни, патнички, вака ја знае железница. И ти тој директор не можеш да го манипулираш. А за жал сега ќе дојде некој и тие што се околу него некој, слушај треба вака, треба така, тој мисли стварно треба така, што е факт, како што ви кажав, кога не знаеш, секој може да манипулира. Затоа треба да се стават луѓе кои што ја познаваат, го знаат предпријатието, ја познаваат дејноста и да конечно да тргнеме во едни помирни води. Иначе вака ако се продолжи, страшно е. Го спомнавте отворен Балкан, се чини дека спомнавте 2500 македонци веќе бараат работа преку таа иницијатива. Ми се чини дека како да отворен Балкан, окей, тој треба да биде добар
да донесе бенефит во принцип за луѓето, слободен пат, слободен проток на стока, на добра, на луѓе, на работници, но ја има и оваа страна што вие велите дека ние сега уште повеќе работници може да изгубиме преку ова, ќе отидат да работат во другите земји. Па веќе бегаат, ама знаете што е проблемот? Тебе да ја земе минималната плата како показател. Ние имаме најмала минимална плата со околните држави. Да не зборам за Хрватска, Словенија или за Европската унија. Барем мора новата влада да уште во првите 100 дена да ја покачи минималната плата. Барем во иста вредност што ги имаме околните држави, да не кажам повисока. Зашто ако околните држави, еве го каде е Србија, Албанија, Бугарија, Црна Гора, Хрватска да не кажам. Ако таму е многу поголема минималната плата, нашите работници ќе напуштат. И сега ние овдека што ќе увезуваме? Работници од Непал, од Индија, од Пакистан. Ние сме, ако замислете сега да се внесат овдека, веќе има, може да се каже неколку илјади такви работници. А гледаме дека тоа функционира веќе, ги носат. Ги носат. Замислете овдека, ако граѓаните од Македонија, работниците напуштаат, одат во по белиот свет, бидејќи повисока плата, подобри услови, и овдека сега да внесеме ние, иначе овдека нормален човек нема да дојде работи. Некој ептем што е, да не кажам, ја не подценувам никого, што е кај нив државата катастрофа, нема демократија, нема ништо, немаат основни средства за живот, и сега вика ние во Македонија ќе одиме ќе работиме, ама таа бројка ако таква ти категорија донесеш огромна бројка, да кажам десетици илјади граѓани, може утре да настане и безбедносен проблем. Ние имаме и полициски синдикат, сме разговарале. Они имаат информации, вика вакви мигранти кога влегуваат во развиените европски држави, па сведоци сме преку медиумите гледаме какви прават проблеми. Тоа ние не го размислуваме. Ама сега прочитав еден податок, замислете, во Прилеп, мислам во некоја компанија, работници од Непал имало. Работели тие избегале ги снемало. И тие изгледа виделе, мислеле дека овдека ќе најдат нешто, се ова мала шала, ма вистина баш преку видов и ги пријавил во полиција. Пријавил ги снемало, па и тие виделе овдека, да не ви кажувам мигрантите, дека работа во железница, многу мигранти тогаш помина преку железница за одеа на запад, нели со возови, имаше коридор од за време на Балканската рута, да. Така, од Гевгелија до Табановци одеа, и тие луѓе доаѓа. Пазите какви маки има и вика, абе вие сте били овдека сиромашни луѓе. Дека доека чекаат тука, Евгелија гледат што е, како е, вика и вие сте били овдека за жалење да не кажам. Да. Зошто би останале, навистина? Па така е, значи ако е вистина ова тие, баш сакам да видам дали ќе ги најдат и дали избегале, од што избегале, значи ако дошле од Непал, од таму ептем биле загрозени, овдека кога виделе не бива и од овдека да бегаат, значи стварно е шала на страна, сериозна е работата. Но нив ова тие може да доаѓаат тука како почетна станица го гледаат ова за да одат сепак кон нас Западна Европа. Сака да ја прашам за минималната плата, еден од проблемите тоа што го барате вие цело време да се законот да се испочитува за колективните договори за да се порамнуваат платите со порастот на минималната плата, тоа не се случува секаде во јавната администрација, некаде да, некаде не, што е уште еден парадокс, но и спомнавте дека Македонија има најмала минимална плата во регионот, но од владата велат дека минималната плата е драстично покачена за мандат на оваа влада и навистина е. Ако гледаме дека почна од 9000 да расте, па сега последното, доколку дојде последно ќе ме поправите. 22.567 колку е. Да, 22.500, значи сепак тоа е и повеќе од дупло, може да се каже. Да, меѓутоа имаме пријатели, колеги, роднини што работат по маркетите и кажуваат, вика дали знаеш, вика буквално да не кажам, неделно 2 пати ставаме нови цени на артиклите. Дали некој се запрашал со тие пари колку можело да се купи, колку сега. И сите земаме параметри, гледаме политичарите буре како можело да се купи тогаш, колку сега. Зашто не се запрашаме во тој период колку може да се купи стамбен простор, што е животно прашање? Колку е сега отиден квадратот за стамбен простор? С последниот период е покачено 80%. Дупло исто. Да, зашто некој тоа не го земе во обзир? Тогаш можело со кредит, како сите ја имам кредит, секој стамбен кредит што има земено, ќе се обиде да го реши стамбеното прашање. А сега со овие дојдат 2000 евра квадрат во Скопје. А можеше по 800, по 900, еве сега испод 1500 тешко може да се најди. Значи колку е животниот стандард? Скопје да ве поправам, има и блиско до 3000 евра квадрат, сега зависи каде. Има тифа, да. И како са минималната плата се качила? Еве го, јагнеш програме 600-700 денари, заверих да му ќе дојде 1000 денари. И са минимална плата имало. Мислам дека народот знае што веќе не пали тоа, ти качуваш минимална плата, оди купи, не можеш да купиш ништо.
Значи, баек вино на владата се дозволи, не може артикли кај нас, како што кажувам, имаме пријатели, роднини, па истото го зборам, да не по соседните, во Словенија, во Германија. Мене не ми е јасно, некој рече берза. Исти цени за храна. Која е нивната плата кај нас? Па не може Македонија да нема овоше, зеленчук, да нема... Но да нема... сепак имаше низа мерки, се замрзнува производи, се правеа низа контроли. Овие ќе го замрзниме ова, буквално така ми кажуваат другари што работат. Ама ова ќе го залепиме, имало потреба, не, на овој артикал ќе ставиме плюс 5 денари, 10 денари, 10 денари качено. На 10 артикли, по 10 денари, 100 денари. Ова е замрзнато, ама овие одмрзнати и па. Не можеш ти со трговец да искочиш на крај, ако државата не води саглам работа. Нема, ништо не функционира. Иначе некој да му каже, извини господине, ти, па сега може од тема на тема ги слушам, и Коморава се жали, овие што се газдиве големи, дека морало уште владата, па не знам што веќе да им даде владата на нив. Ако не им дале, они ќе напуштеле капиталот, ќе го пренеселе во други држави. Па пријатели, ти друга, први треба да кажеш капиталот како си го спечелил овдека, од кај ти одеднашка толку капитал и тебе вака те чека дојди ти во другите држави, има одредени наши компании, сведоци сме, нека отидат наша компанија во европските држави и ако мисли дека како кај нас за година две ќе стани милионер, па да го види таму какви закони и што све има. Него начекале овдека, знаете, тие се мојчиници и буквално ги држат сите политички партии ги имаат и кога ќе да било која политичка партија на власт утре, знае му помогнал, па сега чекај вака така. Меѓутоа, затоа викам, ние сме многу мирен народ, работниците, синдикатите, она што го кажавте, минималната плата, да не глумиме сега сите ние лудило. Зашто не побара, ете па ќе ги спомнам, тие репрезентативни синдикати, кога се качи првпат минималната плата, тогаш да се усогласи секој месец? Секоја година, како се покачува, дај да бараме. Сите молчеа. Ако се сеќавате, ние протестиравме со шумска, со судска, со затворска полиција, добивавме уште тогаш по 200 евра им се качи плата на нив. Ние тогаш кај што имаме, почнавме ние тогаш да го различуваме синдикалното движење. Ме разбирате? Значи ако бараа синдикатите како сегаш сите се осилија пред избори, луда држава нема ништо, се плашам кога ќе дојде утре, дај Боже да ме демантираат. Кога ќе дојде утре нова влада, ајде да ги видиме сите овие што така сега се гласни, дали ќе бидат вака гласни или одеднашка ќе почнат да бидат многу помирни. Ајде да видиме. Значи, ова требаше пред 3 години, пред 4 години, кога се качуваше минималната плата. Сите тогаш да речат, бараме усогласување, согласно тоа, ако не... Нигде ги немаше. Нигде. Може би и јас и Конфедерацијата наша не била толку силна, меѓутоа ние сме правили, сме добивали, да не се повторувам. Уште тогаш требаше да се бара. Сега сите барат. Види, ајде, кога не можеш да добиеш. Синдикалното движење не е спринт, туку маратон. Во право сте, треба континуитет. Во поглед на минималната, на усогласувањето, дали тоа е исто така дел од законот за работни односи, можеби треба да се смени нешто? Не, видете, значи... Или едноставно законите постојат, колективните договори постојат, не се почитуваат. Значи, колективниот договор, сега што се буна здравство, они има таков колективен договор подпишано. Има, овие што се во универзитетот, професорите, Ангел Ристов, што е сега председател, они имаат убав колективен договор подпишано, каде што усогласување на минималната плата, по автоматизам се согласуваат сите плати. Истото го имаат и во Министерството за култура. Значи, проблем се синдикатите што прифаќаат кога подпишуваат колективен договор. Ме разбирате, не можеш ти да подпишеш колективен договор, а нешто нејасно, како што беше до сега за К15. Прв пат, после толку години, образование, здравство, полиција, армија земаат К15. Ние во Жреница си земаме К15 години наназад. Са не е цел период, меѓутоа, неколку години назад земаме К15, бидејќи си имаме договорено таму, си имаме јак синдикат, преговараме со раководството и си земаме К15. Значи, битно е кога, еве сега ќе се подпишуваат, баш да видиме. Многу е битно кога ќе се подпише колективен договор. Овие сите подпишале таков колективен договор, и полиција, и здравство, и образование, да не ги именувам сите, и сега дајте ми усогласување. Па нема каде. Кога требало да се бара усогласување, никој не барал. Ја јавно кажувам, никој не барале. Сега одеднашка, па сега извинете, ама тоа е. Значи, тоа е грешката. Тогаш требало да Тогаш требало така, а не сите молчеле. Се качила минималната плата, знаете како беше? Кој му е пријател ако има некој директор, некој министер, не му ќе му дадат, како што дадо на финанси, па сите се побунија, па вратија назад. Не може така, тоа треба системски да се донеси. Меѓутоа, мора да признаеме, синдикатите имаат големо влијание што работникот е доведен до ваква состојба. Да имаше саглан синдикати, како сега сите, еве што се... Јас па ќе кажам, сум горсо го раздвижавме синдикалното движење. Порано, кога се крчмел капиталот, кога се упропастувало све,
Да имало јак синдикат да се супроставил, немаше Македонија да биде доведена до ова дереđe. И затоа мораме сега, како што кажав, уште од старт, ама баш да видиме, еве. Дај може да ме демантира дека сите ќе бидеме гласни како сега што сме. Добро, што би очекувале ете од владата која ќе се конституира сега? Ние велиме нова влада, да, секако ќе биде нова кој да ја направи, без разлика кои партии ќе бидат, сепак тоа ќе биде една влада која ќе продолжи да функционира од таа влада што ќе биде оформена после изборите. Што очекувате? Кои се еве приоритетите кои треба да бидат во поглед на работничките права? Се плашам све дека само да не кажи новата влада дека слушате луѓе, ние знаевме дека сме задолжени, слушавме, гледавме сите вакво, ама ова што го видовме, Македонија е пред банкрот и сега мораме сите да го затегнеме ременот. Со тоа не сме направиле ништо. Ама све се плашам дека натаму некако оди работа, мада Македонија има пари во оваа држава, стално го кажувам тоа, само треба да се прераспределат на правилно место. Ако дојдат луѓе до мајчини, што се ја сакаат пред се првин државата, да се постават прави луѓе на прави раководни места, министерства, директори, управни одбори, све што треба да се постави, луѓе што знаат што му е дејноста, да има познавање од тоа. Мисля, Македонија за брз период може да исплива напред. Има оваа држава пари, верувајте. Мора и плюс да се направи секаде еве разговараме со колеги, секаде во светот од буџетот на Македонија 25% нека доди за плата. Македонија е испод 20. Значи парите за што се заработени, а да не зборам за компаниите. Од 55% до 60% од цел приход што го има една компанија, одат за работниците, 40% оди за газдата. Кај нас е обратен процес. Значи цели години назад, 30 години се краде работникот, се краде народот, се краде државата, сива економија, гледате што има. Сега слушнав еден закон, прочитав, оние газди што имаат голем капитал, 5 стана, 6 стана, некој може има и 10, донесле закон да плаќаат пута 3. Ако имаш еден стан, ако плаќаш само, не знам, 100 евра, ако имаш 5 стана, треба 500-600 пута 3 да плаќаш, Уставен суд го укинула. И како, од кај ќе се соберат пари, ако не се соберат пари од тие што заработуваат, меѓутоа да заработуваат нормално, како што кажав, овдека газдите енормно се збогатуваат. И се гледа, не може јас сум член на таа политичка партија, доаѓа таа политичка партија, сега основам предпријатие и моето цвета. Овие другите ставаат клуч и кој како доаѓа и тоа мора да се стави крај. Ако не се стави крај, Македонија ќе се испразни, ќе останат овдека луѓе што, да не кажам, не вреѓам никого, меѓутоа ќе биде страшно. Да. Добро, господин Ристевски, ви благодарам за разговорот, како што вие најавивте 1 мај протести, ќе видиме што ќе се случи. Упативте отворена поддршка за синдикатот, за сојузот на синдикатите, ќе се вклучите на нивниот протест, кажавте дека чекате одговор да видиме тоа. Само се уште една, барем кратко ќе видам за извршителите што го прават. Добро. Тоа, значи закон е донесен, тие мора да го спроведуваат. Зашто не го спроведуваат и тука државата е, значи све е лабаво. Ови што се брзите кредити. Се плячка народ, се граби, мора и тоа владата поткитно да го реши кога ќе дојде во првите денови. Иначе, верувајте, бадијела се качува минимална плата, просечна плата, тоа е страшна работа. Да, тоа е нешто за што цело време алармирате, протестирате, но не се менува состојбата. Господин Ристевски, ви благодарам уште еднаш за учеството во Студио 10. Благодарам на поканата. Одиме сега со една кратка пауза за реклами и продолжуваме со емисијата.